Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Јане Бојаджиевски. Израелските командоси убија најмалку 10 лица од конвојот бродови што носеше помош за палестинците во појасот Газа. Оваа вест ги полни насловните страници ширум светот и со неа ја започнуваме емисијата. Турција го повлече амбасадорот од Израел и повика на итен состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации откако израелските сили извршија смртоносен напад врз конвој бродови што носеше хуманитарна помош за Газа. Најмалку 15 лица загинаа, а десетици беа повредени во нападот на израелски командоси врз конвојот предводен од турски брод понеделникот наутро во меѓународни води на 60 километри од брегот на Израел. Израелскиот владин портпарол Мајкл Регев тврди дека активистите имале оружје и биле подготвени да ги нападнат командосите кога тие стаселе на бродот, но припадници на движењето за слободна Газа, кој го организираше конвојот, велат дека се работи за напад на цивили кои немале насилни намери. САД изразија жалење за нападот. Белата куќа во соопштение наведува дека се обидува да ги разбере околностите на инцидентот. Началникот на Американскиот здружен генерал-штаб Мајкл Мулен смета дека нафтената индустрија е подобро опремена од армијата за справување со големото нафтено излевање во Мексиканскиот залив. Мулен ова го изјави во интервју за ТВ мрежата ABC, одговарајќи на сугестиите дека армијата треба да преземе контрола над ситуацијата. Во Соединетите Американски држави е национален празник, меморијален ден, кога нацијата ги чествува загинатите војници и сонародници. Председателот Барак Обама по тој повод оддава почит на паднатите американци во униформа на националните гробишта Абрахам Линколн во близина на Чикаго. Секој меморијален ден група ветерани од Виетнамската војна, познати под името Rolling Thunder, доаѓа во Вашингтон да го сврти вниманието на оние кои биле војни затвореници или кои се уште се водат како исчезнати во акција. Нашата камера беше на нивниот собир. Ветераните од разни делови на САД секоја година за празникот на мотоцикли се собираат на националното шеталиште во Вашингтон. Правиме така затоа што е важно. Не е парада, ниту собирање. Демонстрација е. Сакаме целосни податоци за нашите воени затвореници. Секој носи ваква ознака. Тоа е организација за поддршка на ветераните. Главна кауза ни се воените затвореници, исчезнатите во акција. Сакаме целосно признание на сите загуби. Како започна се ова? Јас и еден друг ветеран 1987 се најдовме на вечера во Сомервил, Нью Джерси. Едноставно не можевме да поверуваме кога слушнавме дека нашата влада оставила живи американци, воени затвореници во изминативе години. Си рековме, нешто не е во ред. Something's wrong. This is my 17th year out of 23. After the first time here, it gets in your blood. Од 23 собери сум бил на 17. Уште од првиот пат ви влегува во крвта. Ова е мојот дочек дома, што го нема во родната Флорида. За повеќето виетнамски ветерани е исто. Ќе се вратиме дома и за презира начинот на кој сме третирани. Кога тука ќе минеме со мотоцикли и ќе ги видиме сиве овие луѓе, тоа е мощно емоционално. Мора самите да си дадеме признание затоа што нашата влада и луѓето никогаш не ни се заблагодарија. Нас не обвинуваа за војната. Ги читам сите тие имиња на загинатите на споменикот и се прашувам зошто? Зошто загинаа тие 59.000 имиња? Во мојот батальон беа збришани цели 2 единици. Мислам на нив. Сите млади кога замина за Виетнам. When we were there. Не станува полесно, солзите сами течат. Овие луѓе те поддржуваат, инаку немаше да бидат тука. Тоа не се само луѓе на мотоцикли што минуваат, туку ти велат благодарам. Тоа е суштината на меморијалниот ден. Организација во Соединетите Американски држави им помага на девојчиња да живеат здраво и да градат самодоверба.
Девојчиња на трчање го употребува трчањето за да ги натера девојчињата од 8 до 13 години да бидат во добра физичка форма, но организира и активности по училиштето каде тие се учат на позитивно однесување. Прилогот во продолжение за нив. 9-годишната Ела Калра учествува во програмата Девојчиња на трчање во меѓународното училиште во САД. Навистина е забавно и учиме за самопочитување, како да се грижиме за себе и за другите и како да се чувствуваме во врска со нас самите. Ела е една меѓу 60.000 девојчиња во 45 држави кои учествуваат во 10-неделната програма. Тие учат и за исхраната, но и како да бидат понастојчиви. Моли Баркер, основач на организацијата, е од Северна Каролина. Таа е многу критична на општествената дефиниција за тоа како девојчињата треба да изгледаат, како да се однесуваат и како да се чувствуваат. Постои одреден изглед и одредено однесување што се предодредени за девојчињата. Дури во ученичка улога, тие имаат тенденција да се стиснат во задниот дел на училницата. Баркер ги учи децата да не се трудат да се вклопуваат во стереотипите, ниту пак да бидат груби, туку да бидат своји. Секоја група учествува во проект на служење на заедницата. Девојчињата од Вашингтон трчаат и собираат донации за фондацијата Девојчињата треба да трчаат. Со парите се купуваат чевли за девојчињата во Етиопија кои тренираат за професионално трчање, што им помага и да останат на училиште. Ешли Грифит е од бордот на директори на фондацијата. Многу од овие девојчиња пред ние да се вклучиме немаа чевли. Едно од нив ни кажа дека морало да станува во 5 наутро да ги позајми чевлите од братот за да може да трча. Организацијата постои веќе 14 години. Лицата кои ја водат веруваат дека програмата им дава можност да станат идни лидери. А утре во News Flash говориме за најново истражување што покажува досега непозната корист од витаминот D. Дали тоа ќе доведе до нови лекарски совети за зголемено внесување на овој витамин? Гледате во утрешната емисија. Утре во News Flash витаминот D покорисен отколку што се предпоставуваше. Истражувањето на Американскиот институт за медицина покажува дека тој секојдневно има ефект врз речиси сите делови на телото. Гледате утре во News Flash. Ова беа вестите за денеска, го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.